Na 5. juni 1975. godina popokан od председателот на Републиката и председател на Сојузот на комунистите на Југославија, во нашата земја допатува председателот на Централниот комитет на Работничката партија и председател на Демократска народна република Кореја Ким Ил Сунг. Во разговорите Тито Сунг сестрано разменија мислења за соработката меѓу Југославија и Демократска народна република Кореја и за актуелните меѓународни прашања. Во заедничкото соопштение за оваа посета се истакнува дека разговорите поминале во атмосфера на пријателство и заемно почитување и разбирање, при што е постигната идентичност на гледиштата по прашањата за кои е разговарано. 5. јуни се одбележува како Светски ден за чиста човекова средина. На тој ден во 1972 година во Стокхолм е одржана првата конференција на Обединетите нации посветена на проблемите и заштитата на човековата средина. На конференцијата имаше представници на 112 делегации од целиот свет, меѓу кои и од Југославија. Главна цел на конференцијата беше преземање најнужни мерки за што почиста околина на местата на живење на луѓето, преземање мерки за незагадување на течните води, реките, незагадување на езерата, морињата и океаните. Седиштето на Светската организација за зачувување на чиста човекова средина е во Најроби во Кенија. На 5. јуни 1967 година со нападот на израелското воздухопловство врз египетските аеродроми и другите војни инсталации, Израел повторно изврши агресија на Египет, Јордан и Сирија и ги окупира источниот брег на Суетскиот канал, западниот брег на реката Јордан и Голанската висорамнина. Во таа 6-дневна војна Израел го окупира и источен Ерусалим, древен град кој беше поделен 1949 година меѓу Јордан и Израел, а на 5. август 1980 Израелскиот парламент донесе одлука и за формално анектирање на градот и негово претворање во престолнина на Израел. Ова одлука на Израел најенергично беше осудено од целата меѓународна заедница, како што е осудено и израелското одбивање да се повлече од окупираните арапски територии. На 6. јуни 1944 година сојузничките трупи се истоварија во Франција со цел да ја ослободат Западна Европа која беше окупирана од нацистите. $20.000 воздушно-десантни трупи беа спуштени првиот ден со падобрани едрилици.
Istio den armada od 4000 brodovi gomina La Manche i armija od 100.000 luge se istovari vo Normandija. To beše najgolemata i najsloženata vojna operacija što je izvedena koga bilo. Na zajdi sonce istio den, britanski i amerikanski pomorski trupi se istovarija na 5 brega. Sojuznečki vozdušni sili izvršija poveke od 14.600 različni borbeni letovi v ovoj den. Nujte istio den, site 5 mostobrani be obezbedeni i se z golemi dviženjeto na ludjetu i sredstvata. 156.000 vojnici stigna tamo na 6. juni, a soniti stotici tenkovi. V roku 3 nedeli ušte 700.000 luge i 176.000 tonu oružje bea prefrleni vo Normandija. Vovije junski denovi na 1943. godina se vode najžestokite borbi od poznatata peta neprijateljska ofanziva ili kako što ušte se vika bitkata na Sutjeska. Povrska sovije borbi na titovite borci so germansko-italijanski ti so bugarskite vojski so nimnite domašni pomošnici. Na 6. juni 1943. godina Ministerstvo tona vojskata na Velika Britanija je izvesti svojata vlada, deka raspolaga so sigurni podatoci otičetnicite na Draža Mihajlović, vo Hercegovina i vo Crnagora, so rabotuvaco okupatorite, so što bezizlazno se kompromitirali deka dobro organiziranite partizani vodat borbi s okupatorite i vrzuvat golemi sili na oskata vo Jugoslavija. Na 7. juni 1966. godina vo Belgrad započna so rabota 6. od Kongresna socijalistički odsojisne rabotni narodna Jugoslavija. Na kongresu prisustuva 1090 delegati od zemljata i 62 delegaciji na socijalistički i na drugi progresivni partiji dviženja od 54 zemlji od Afrika, Azija, Evropa i Latinska Amerika. Na početku od rabotata kongres go pozdravi predsjedatelj Tito, koji zboruvaše za aktualnite zadači i za ulogate na socijalistički odsojstvo na tamošnji socijalistički razvitok na zemljata i za sovremenite nastani vo međunarodnite odnosi. Referat za predkongresnite diskusiji za zadačite na socijalistički odsojus vo razvitok od samoupravljanjeto i za neposrednata socijalistička demokratija podnese Lazar Koliševski, predsjedatelj su iznata konferencije na socijalistički odsojus na rabotnji od narodna Jugoslavija. Kongres traješe 3 dena. Na kongresu odbe usvojeni 5 rezoluciji i se izvrši izbor na novo rakovodstvo i organi na socijalistički odsojisne rabotnji od narodna Jugoslavija. Pred 37 godini, po zakonovanjetu na makedonska ta azbuka na 5. maj 1945. godina, Ministerstvo to za narodna prosveta na Narodna republika Makedonija na 7. juni 1945. godina donese rešenje so koje se ozakonuva i makedonski od pravopis. Utvrdovanje to na makedonska ta azbuka i pravopis kako izraz na definitivno to formuvanje na principi te vrskoj prestoješe izrazuvanje na makedonski literaturen jazik,
se izvrši vodenovina silna splotenost na našiot narod, koga povekovnata porobenost pred nego se otvori perspektivata na socijalističkiot razvitok, na jedna sestrana preobrazba na ekonomskiot, na opštestveno-političkiot i na kulturniot život. Popokana od predsedatelotna Republika Turcija Fahri Koruturk, predsedatelotna Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija Josip Broz Tito, od 8. do 11. juni 1976. godina beše oficijalna posjeta na Turcija. V razgovorite dvajceta predsedatelji so posebno vнимание je razgleda situacijata na Balkanot i go potvrdija značenje to na dobrososedski odnosi među balkanskite zemlji, kako i naporite za zajaknuvanje to na stabilnost v ovoj region i za cvrstuvanje to na detantot vo Evropa. Na 8. juni 1944. godina vo selo Tolokovka i Struga je formirana prvata makedonska udarna brigada, vo koja je vlegoa 2 bataljona od sostavotna prvata makedonsko-kosovska udarna brigada i okolo 80 borci od Resensko-Ohridskiot narodno-osloboditelen partizanski odred, kako i novodojdeni borci. Po formiranju to prvata makedonska udarna brigada započna da napadje i da vodi borbi so germansko-balističkite sili na komunikacijite Struga, Debar, Ohrid, Kičevo i Resen Ohrid. Vo borbi te za konečno to osloboduvanje na Makedonija, prvata makedonska udarna brigada učestva vo osloboduvanje to na Ohrid, Struga, selo to Zajas, Kičevo, Gostivar i na drugi mesta. Vo januari 1945. godina vo sostavna 48. divizija brigada te upatena na Sremski front i učestva vo probivot na Sremski od front, pa produžuva i vodi borbi za osloboduvanje na Zagreb, a potom do Celje i Dravograd. Za smelite borbeni dejstvija niz Makedonija, Srem, Slovenija i Slavonija, prvata makedonska udarna brigada je odlikuvana s ordena Bratstvo jedinstvo na Jugoslavija so zlaten venec. Na 8. juni 1966. godina su održani razgovori za jedninata na NATO paktot. Dojdeno je do soglasnost Francija da gi povleče svojite sili od NATO paktot do 1. juli istata godina. Povlekovanje to na Francije od NATO predstavuvaše seriozen udar za silati i stabilnosti na NATO, koji najmnogu se potpiraše vrst francuskite vojni sili vo Evropa. Francuzite so to, ja brane svojata politika za nezavisnost od drugih zemlji, posebno od Sojedinetite Amerikanske državi. Avstralijski nosač na avioni Sydney spušti kotva vo Vunkatau na 40 milje južno od Saigon i to na 8. juni 1965. godina. Togaž se istovarija 450 vojnici od avstralijski bataljon koji već ispraten vo Vijetnam da i dade pomoć na južno-vijetnamski i amerikanski te sili. Avstralijski premijer Robert Menzies reče vo Washington deka avstralijski te trupi se podgotveni za borba zajedno su Amerikancite za osloboduvanje na južan Vijetnam. No, avstralijskite vojnici samo pomagale, a nikogaš ne bili sprateni na front od bitkite vo Vijetnam. Na 9. i 10. juni 1939. godina vo Tacenka Ljubljana je održano zemsko sovetuvanje na rakovodnjoj aktivna komunistička partija na Jugoslavija, na koje prisustuva 31 rakovoden partijski kadar i site členovi na centralni komitet na komunistička partija na Jugoslavija. Na sovetuvanje tog glaven referat pod naslov za sostojbata vo partijata podnese Josip Broz Tito. Edvard Kardelj go podnese referatot za nadvorešnata i vnatrešnata situacija na zemljata. Josip Broz Tito vo referatot istaknuva deka partijata gi prebrodila teškotijite niz koji pominuvaše vo prethodnijot period i deka organizaciono se zacvrstila i osposobila za svojata uloga vo politički život na zemljata. Jedinstvo to na pogledite po organizacioniti političkite zadači, izrazeno na sovetuvanje to,
беше единствен залог за идните успеси на партијата. На советувањето се истакна потребата од се поширокиот прием на жени во партијата и нивно способување за работа во неа. Советувањето набележа планско организирање на идеолошка работа за сите членови на партијата и донесе одлука за прослава на 20 годишнината на Комунистичката партија на Југославија. Во Северна Африка, во Сахара, во 1976 година избувна војна кога Шпанија се повлече од својата тамошна колонија, а незиното место го зазеде Полисарио. Во војната за оваа област, богата со руда, влегоа Мавританија, Мароко и Алжир. Polisario od svoja strana со подршка на Алжир ја прогласи областа за независна република. На 10. јуни 1942 година започна комбинираната воена операција што ја изведоа германско-италијанските, унгарските, усташките, домобранските и четничките сили на планинскиот масив Козара, Просара, Подкозара, позната како непријателска офанзива на Козара. Здружените непријателски сили, од околу 40.000 војници, групирани во пешадиски, тенковски и возгопловни единици, се нафрлија со сета сила против 3500 партизани и против 80.000 народ избег во Козарачкиот масив. Целта на непријателите беше уништување и заробување на партизанските сили, убивање и раселување на населението, интернирање на преостанатите живи во логорите, така што тоа подрачје да не остане ништо живо. За спроведување на овој крајно брутален план, непријателите започнаа окружување на Козара и на околните места. Започнува борба на живот и смрт. Непријателскиот обрач секој ден и секој час се стеснува. Настапуваат критични моменти. И во тие најкритични моменти, дел од партизанските сили успеваат да се пробијат, а другите поделени во мали групи се засолнуваат низ планинските делови на Козара. Над незаштитеното население, окупаторите вршат незапамтени колежи и масакри над жените, децата и старците. Над 70.000 луѓе се однесени во логорот Јасеновац и во логорите на Германија. Меѓутоа, ниту со ваквите варварски постапки, на преживеаните на Козара не можеше да им се поколеба моралот и тие ја продолжуваат борбата за слобода. Дирекцијата на бугарската полиција на 10. јуни 1943 година во Софија им нареди на областните началници на полицијата на царството строго да ја применуваат одлуката за конфискација. Имено со оваа наредба од полицијата се бара конфискација на целокупниот имот на партизаните и на нивните семејства и на приврзаниците на Народно-ослободителното движење на Македонија, а на сите оние кои го прифаќаат и го поддржуваат тоа движење и ослободителната борба на македонскиот народ со другите братски народи за слобода. Во 1916 година во Ирска избувна бунт против британските власти и крвавите борби траеа 4 години до создавањето на слободната ирска држава. Амнестиите кои ги понудија британците на 10. јуни 1917 година донесоа само краткотрајно стигнување на борбите. Луѓето како Еамон де Валера не можеа да ги замолчат. Владењето на британците што траеше 400 години се приближуваше кон својот крај. Затворот Маунт Џоу, каде што Де Валера и другите ирски патриоти беа затворени, а некои од нив и убиени, денес е музеј и сведок на една борба чие ехо и денес може да се чуе.
Tradicionalni od početok na 24-časovnata automobilska trka Le Mans se održa, kako i sekogaš, na 11. juni 1955. godina. Se činaše dekak je se vidi uštedna vozbudljiva trka. No, se sluči tragedija. Kolata što nastrada beše Mercedes, što go vozeše Pierre Levegh. Koga to je udrivo ogradata, mašina te izleta od ležištetu i padnavo publikata. 85 luge zagina, a okolo 100 beja povredeni. To beše najteškata nesreća što vog što se sluči na automobilska trka. Sepak trkata prodloži. Pobjedi britanski odvozač Mike Hawthorne. Na 11. juni 1965. godina dr. Kwame Nkrumah stigna vo parlamentu vo Akra za da dade zakletva kako predsjedatelj Gana povtorpat za ušte 5 godini. Nkrumah togaš imaše 56 godini. Do ovo vreme Gana beše država so jedna partija, so parlament od 190 členovi i so rabotnici na predsjedatelot. No, Nkrumahovo predsjedateluvanje traješe samo 1 godina. Vo 1966. dodeka toj beše vo Kina, vojskata prezede vlasta. Nkrumah izbega vo sosedna Gvineja, a počina vo Bukurešt, Romanija, 1972. godina. Na 11. juni 1949. godina vo Ljubljana umre Oton Župančić, jedan od najgolemite slovenečki poeti. Roden je vo Vinica, Slovenija, se školuva vo Ljubljana i vo Vijena. Izvesno vreme raboti kako prosveten rabotnik, potom kako dramaturg, a po oslobodovanju to je direktor na Zavodu za kultura na Slovenija. Člen je na Slovenečkata akademija i počesen doktor na Ljubljanski univerzitet. Na literaturno pole se javuva ušte kako mlad, so stiho zbirkata Čaša na opojnosta. Vo podocnešnjite godini se oformuva kako golem slovenečki i jugoslovenski poet. Predstavnik je na Slovenečkata moderna. Od njegovite dela najpoznati se zbirkite Pisanija, Niz ravninata, Samogovori, Ciciban, potom poemata Duma, Tragedijata na Veronika Desaniška i drugi.